Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени да седнат во нивните кабини, па да не должам повеќе. Прво, ќе ги повикам како и секогаш така и денеска домакините од денешното издание. Тоа се Иван и Александра. Повелете. Александра, здраво. Здраво. Иван, здраво. Како сме денеска? Може понаваму малце да си дојдете, па си да не направи белја некоја. Нема. Да, тама работа. Како сме денеска? Добро. Расположени за игра? Да. Да. Супер. Што ќе додадеме? Нема многу да ве замарам денеска со празни муабети. Дали имате вие нешто да си додадете? Немаме ништо посебно, да. Денеска како домаќини сте? Се чувствувате поинаку или не? Мене ми е се. Не имаме се едно. Па добро. Тоа што домаќини, повелете во домаќинската кабина да видите какво чувствувате таму. За да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме секако и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи Филип и Зоран. Повелете. Добар ден, господа. Добар ден. Како сме? Како супер, вие? Одлично. Мора да признаам, по кој пат се гледаме во листата 300? Втори или трет? Трет. Трет? За кого како? Да. Ти Тебе трет. И тебе ти е трет? Мене ми е трет. Мора, не. Некој лаже тука. Па добро, заедно ни е втор пат. Да, заедно втор пат, така, да. така, точно. Ајде на кратко да им се представите демек на нашите гледачи, иако сметам дека ве познаваат сите исто. Зоран Тасецки, работам во Либерти, поздрав до колегите. Ожене, 2 деца. Кажи, тоа е, тоа. Децата како, добри ли се? Добри, убави. Фала. Убави. Така се кажи, убави. Како се, убави. Најубави. Така е, да. Филип, Здраво, Филип од Скопје, 27 години, вработен во НЛБ банка во контакт центар. со тебе се расправам по телефон, Па, така? да, Се. повремено. Не се расправам со никогаш. Барем, уствари никогаш. Ја излажав. Никогаш дека не сум се расправал, ама барем до сега со некој од банките не сум имал проблем некој. Мора да признам. Или добро излажав сега. Продолжи, Филип. Тоа е тоа. Тоа е тоа. На кратко тоа. За денеска расположени за игра? Многу. Да. Да, ве гледам од преска нетрпеливи, па да не ви го одзимам внимание, да не ви концентрацијата. Почувате како предизвикувачи. До каде ќе стигнеме, ќе дознаеме во следниве 30 на 40 минути. Повелете во предизвикувачката кабина со среќа. Фала. Ајде. Иван и Александра, односно Филип и Зоран се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, треба да провериме дали истите функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме кабината на Иван и Александра. Филип и Зоран, дали се слушаме? Да. Да. Немаме никакви проблеми, така. Се е вред. Во продолжение, Одлично. ако има некаков проблем да ми кажете, ако нешто не ме слушнете или не ме разберете, да ме прашате. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Иван и Александра. Дали се слушаме? Да. Да. Денеска како домаќини почуваме, па мора да ве прашам, дали може да започнеме? Може. Одлично. Ете, драги гледачи, се уверивме сите во исправноста на нашите кабини. Плюс на сето тоа, добив и зелено светло од домаќините дека може да започнеме. Па, да започнеме со Листа за 300. Како и секогаш, така и денеска прво ќе започнеме со првата лицитација, а темата за истата гласи: машки имиња кои содржат најмалку 3 самогласки. Бараме машки имиња кои содржат најмалку 3 самогласки и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат 5 наши жители. Иван и Александра, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Филип и Зоран, дали ни е јасна темата? Само едно прашање. Повели? Мора да бидат различни самогласките или може истата самогласка да се повторува? Може истата самогласка да се повторува, битно да има на 3 места. Вред. Јасно. Знаете дека први со надавање започнуваат ковните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Филип и Зоран. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, а Филип и Зоран, кога ќе имаме понуда да чуеме? 7. Започнуваме со 7. 10. 10. 13. 13. 15. 15. 18.
18. 20. Стигнавме до 20. 22. 22. 30. 30. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. Едно повеќе 38. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме. Доста надавав, имаме 38 празни полиња, што значи Филип и Зоран. Ке ви треба 38 точни машки имиња кои содржат најмалку 3 самогласки за да го освоите првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Антонио. Антонио. Така е. Ангеле. Ангеле. Така е. Атанас. Атанас. Точен одговор. Анастас. Анастас. Така е. Ангелко. Ангелко. Ангелко 87 во Македонија, точен одговор. Само фамилија имам четворица. Да, па гото. Што се секиравте тој? Андреја. Андреа. Така е. Боголюб. Боголюб. Така е, точен одговор. Благоја. Благоја. Така е. Благојче. Благојче. Така е. Борислав. Борислав. Точен одговор. Воислав. Воислав. И тоа е точен одговор. 11 до сега. Божидар. 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 Божидар, брат. Така е, точен одговор. Велибор. Велибор. Така е. Горанчо. Горанчо. Точен одговор. Моето име Зоранчо. Зоранчо. Така е. Иванчо. Иванчо. Првиот партнер си беше. Така. Повторно ајде гледаш, не уви се. Илија. Илија. Така е, точен одговор. Герасим. Герасим. Така е. Димитар. Димитар. Така е. Драголюб. Драголюб. Драгиша. Само момент, Драголюб. Точен одговор, Драгиша. И Драгиша е точен Драганчо. одговор. Драганчо. Да ги патиме со чосите. Така, точен одговор. Далибор. Далибор. Така е, точен одговор. Живорат. Живорат. Да. Така, добро. Живорат 130 во Македонија, точен одговор. Звонимир.
Звонимир. Сега со З со З со Со З, со С, звони. Звонимир. Добре, Звонимир над 250 има во Македонија. Тука сме. Јовица, Јовица. Така е. Јованчо, Јованчо. Ма има со Ч обавезно некој. Да. Со Ч. Или чо или че. Така е точен одговор. Кристијан, Кристијан. Точен одговор. Љубенчо. Љубенчо. Ајде да видиме Љубенчо. Љубенчо. Кај најсно работи има двајца. Да, ајде уште тројца ни фалат за точен Ајде. одговор. Се извлековте за ситно, само 28 во Македонија, но доволно за одговорот да биде точен. Мустафа. Мустафа. Така е. Марио, Марио. Така е. Маријан, Маријан. Така е. И нормално Маријанчо. 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 Како, че или чо? Чо. Чо, Маријанчо. Така е, точен одговор. Маријанчо. Никола кажавме? Не, уште знам не. Никола, Николчо. Никола. Никола. Да. Никола, да. Николчо. Никола, точен одговор, Николчо. Нормално. Така е, точен одговор, уште 3. Стојанчо. Стојанчо. Така е. Уште две, а? Да. Христијан, Христијан. со К го кажавме, со Х мислам Така. не го кажавме, да. Точно. И кој ќе биде последниот? Тодорче. Тодорче. Од Тодорче сега се ни зависи. Дали ќе ја добиеме оваа лицитација или не. Ајде да видиме Тодорче дали има и колку има во Македонија. Околу 100. Тодорче. Не се 100, 500. 330. Тама. Повеќе од доволно за одговорот да биде прифатен како точен. Браво за Филип и Зоран за првиот освоен поен во листа за 300 денеска. Внимавајте, имам уште една лицитација. Се може да се промени, но да не го минав фактот дека треба да ви честитам за првиот освоен поен. Фала. Иван и Александра. Добре извозјавачите противници оваа игра. Може би уште малце да надававме, ама кој да знае, нели? Тоа е. Ке имаме сега, се надам повеќе среќа во втората лицитација, само внимателно, сконцентрирано, ништо не изгубено. А пред да продолжиме понатаму, јас да прочитам уште некои од овие имиња, машки имиња кои што имаат по 3 самогласки, кои што може да ги кажат моите надпреварувачи. Тука имаме Бериша, Богатин, се извинувам, Божидар, Валентин, Василие, Гаврило, Габриел, Георгија, Градимир и така натаму.
А сега, драги гледачи, е време за втората лицитација, односно второто надавање. А темата за истата гласи: градови на буквата А или Б со над 100.000 жители. Извор: сајтот на светска популација. Бараме имиња на градови од целиот свет чии имиња во наша транскрипција се на буквите А или Б и кои имаат најмалку 100.000 жители, без обзир дали се главни градови или пак не. На мојата листа имам преку 100 познати градови од целиот свет, но морам да ви кажам на самиот старт и на едните и на другите дека во Македонија, според последниот попис на овие две букви, нема град со над 100.000 жители. Иван и Александра, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Филип и Зоран, дали не е јасна темата? Уште еднаш на која буква беше? И на А и на Б? Да, А или Б. Добро. Така. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација се Иван и Александра. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на нивните противници, а Иван и Александра, кога ќе имаме понуда, да чуеме. 3. Започнуваме со 3. 5. 5. 7. 7. 10. 10. 12. 12. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 1 плюс. 20. 21. 21. 22. 22. 24. 24. 25. 25. 26. Едно повеќе, 26. 1 плюс. Едно плюс значи 27. 28. 28. 'Ајде нека одговараат. Да одговарат? Ајде да видиме, Иван и Александра. Сега се е во ваши раце. Ако успееме да го земеме овој поен, ќе играме на пенали. Односно, пеналите ќе одлучат кој од вас ќе застане тука. Имаме 28 празни полиња, ни требаат 28 градови на буквите А или Б, кои имаат повеќе од 100.000 жители од целиот свет. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Анкара. Анкара. Така е. Атина. Атина. Точно. Адис Абеба. Адис Абеба. Здравје, Адис Абеба, точен одговор. Абу Даби. Абу Даби. Точен одговор. Атланта. Атланта. Така е. Белград. Белград. Така е. Берлин. Берлин. Точно. Барселона. Барселона. Така е. Богота. Богота. Точно.
Будимпешта. Така, Будимпешта. Така е. Братислава. Братислава. Точно. Буенос Ајрес. Буенос Ајрес. Хајде да го скршиме. Мразот поточно да заврила машината, пак хајде. Така е, Буенос Ајрес. 12 точен одговор. Амстердам. Амстердам. Така е, точен одговор. Брисел. Брисел. Точен одговор Брисел, точно на пола сме. Антверпен. Антверпен. Антверпен со 460.000 точен одговор. Бергамо. Бергамо. Така е. Бразилија. Бразилија. Бразилија, точен одговор. Банкок. Банкок. Така е, точен одговор. Белфаст. Белфаст. Белфаст, точен одговор. Бирминген. Бирмингем. Точно. Бейрут. Бейрут. Така е. Анахайм. 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 Така и Анахайм. Веќе 22 точен одговор. Бангладеш го кажавме или не? Не. Бангладеш. Бангладеш. Да. Приметувате ли кај направивме грешка? Со Бангладеш. Држава е. Не е град. Многу ми е жал на самиот крај. Многу ми е криво. Искрено, Иван и Александра, 22 кажавме од потребни, 28, супер ви одеше во еден момент. Малце позаглавивте и после тргна целата работа и сега еден кик себе. Невнимание, мало деконцентрација предпоставувам и тоа е што е. Иван и Александра, се надевам дека ова нема да ве разочара и за да не се пријавите уште еднаш во листа за 300, затоа што знам дека ова не е вашиот целосен капацитет. Ве очекувам повторно да се пријавите, да се прикажеме во вистинско светло. Договорено? Договорено. Без разочарување. За жал сега морам Иван и Александра да им кажам чао, а Филип и Зоран, добро одиграно, паметно, да се испостави дека оваа тема е малце потешка од тоа што мислев, барем јас очекував дека ќе има нели доста градови, однака полесно дека ќе би оди имене на бројувањето, но потоа сватив дека голем дел од градовите не ги не знам. Сега дел од тие ќе пробам и да прочитам. Сум слушал, ама немаше сакам да кажам да ми текне никогаш. Како и да е, честитки до вас, за кратко ќе се видиме тука на главната сцена и ќе ве сочиме со денешната тема од нашата листа. Да видиме дали ќе освоите некој дена.
Градови на буквите А или Б со над 100.000 жители, ќе ги издвојам тука, ајде, Абуџа, потоа Аделаид, Аден, па Александрија, Алжир, Анталија, ја кажавме, се извинувам, Асунсион, Ахмед Дабад, Ашхабад и така натаму, потоа ги имаме Багдад, Бадалона, Баку, Бамако, Бангалур, потоа Бари, Бафало, Бенин Сити, Бело Хоризонте, Болоња, кажавме, ако не се лажам, и така натаму. Сега е време да ги повикам Филип и Зоран да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, останува да дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме по паузата. Филип и Зоран ми се придружија тука на главната сцена и никако да се договорат за на која позиција. Опа, да застанат и јас ги направам бења. Не ми се смете. Сега ќе видите каква тема ќе ви дадам. Се шегувам. Се шегувам. Дали сте подготвени, момци, да се сочите со денешната тема? Нормално, да. Одлично. Пред тоа само на кратко да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори се извинувам 100, за 9 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате тука со 300 евра. На таа ќе атакуваме, кажи, нема тука, не сме дојдени за мали пари. Да. Така е. Само момент, добре, за момент помислив дека го расипав таблетот, но не, се е во ред. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема држави освојувачи на медал на светското првенство во атлетика кое се одржа во август 2023 година. Бараме имиња на држави кои освоиле барем еден било каков медал на последното светско првенство во атлетика што се одржа во август во 2023 година во Будимпешта. Некои непризнати држави исто така имаат право на учество, па дури и освојуваа медали. Па секако можете да ги кажете и нив. Поради познатата ситуација, мора да ви кажам дека Русија и Белорусија не учествуваа на светското првенство. Дали не е јасна темата? Да. Па и да не е јасно, нема бегање. Тоа е. Тоа е. Кога ќе бидете подготвени? Одма. Започнете веќе, повели. Соединетите американски држави. Соединетите американски држави или САД, кои беа и убедливи рекордери со 29 медали севкупно, што значи одговорот е точен. Јамајка. Јамајка се наоѓа на втората позиција по освоени медали со вкупно 6. Што значи втор точен одговор? Велика Британија. Велика Британија или Обединето кралство, да, како што само момент. Така е, Обединето кралство за 50 евра. Трет точен одговор. Честитки за првите освоени пари денеска. Дали продолжуваме понатаму? Продолжуваме, одлично. Србија. Србија освои скок во далечина Жени. кај дамите, така? Да. Златен медал, така е и точен одговор. Германија. Германија. Светска велесила која станува збор за спортови, но за жал во август 2023 година на светското првенство во атлетика не освои ниту еден медал. Да, ретко им се случува тоа, но ете на ова светско првенство баш што им се случи. И Белја ни направи нас. Многу ми е криво, Филип и Зоран, што вака заврши работата. Кој би очекувал дека Германија ни еден медал нема освоена? Која беше третата со која што сакавте? Франција. Франција и Шпанија. Да, Франција освои само еден сребрен медал, но Колумбија. тоа ќе беше точен одговор. Колумбија има медал, така е. Тоа е. Ништо.
Ке имаме шанси да го поправиме целиот овој впечаток, освоивте, мислам, си обезбедивте учество и во следното издание на нашиот квиз. Браво за денешната игра и жал ми е што вака заврши целата работа, но верам дека ќе го поправиме резултатот. Пред да продолжиме, пред да се одјавам, драги гледачи, затоа што дојдовме до самиот крај, да прочитам уште неколку од оние држави освојувачи на медал на светското првенство во атлетика во 2023 година. Тука се Австралија, Ботсвана, Буркина Фасо, Венецуела, Гренада, Грција, Доминиканска република, потоа Индија, Италија, Кенија, која е на трето место со 5 медали, Кина, која има само 2 бронзени, па Мароко, Порто Рико, Уганда, Украина, Финска, Франција, како што кажавме, Чешка, Шведска, Шпанија и така натаму. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Секако во продолжение, останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!